Важно е и да се знае како најдобро и најквалитетно да се искористи летниот распуст. Токму тоа е нашата денешна утринска тема за и родителите и за децата или учениците. Како најдобро, но при тоа и најсреќно да се искористи времето пред нас, а тоа се деновите во летото кои што не очекуваат. Но оваа тема зборувам со Марија Конеска, која што е психолог, психотерапевт, едукатор од Центарот за развој, едукација и советување Маша Марија. Добре ни дојдовте, Марија, во нашето студио и ви благодарам за присуството тука, со оглед на тоа што имаме една тема која што е за секој родител или за секое дете, а кога е летниот распуст во прашање, многу родители се во дилема како да има возможност на своите деца и убаво време, но и да бидат истовремено анимирани, а растеретени од она кое што претходно било нивна обврска во текот на учебната година. Добро утро и добре ве најдов вам и гледачите. Доста интересна тема која ги интересира многу родители да слушнат на кој начин да го исполнат времето на нивните деца во летните денови. Да, ова е учебна година која што заврши и родителите и учениците беа соочени со голем број предизвици. Секој од нив се снаоѓаше можеби на свој начин, како учениците, така и родителите, но заврши учебната година и сега е време за она кое што најмногу го сакаат децата, а тоа е уживање во летото, најмногу на море или покрај вода ако е можно, но секој има различен план или различни желби. Според вас и според она кое што е ваша работа, сметам дека е можеби добро да позборуваме за тоа кој би бил начинот за така поквалитетно и исполнето време кај децата и во текот на летото. Така. Многу е битно кога зборуваме за квалитетно исполнето време на нашите деца, да бидеме вклучени ние како родители, да обрнеме доста внимание на исполнување на токму тоа време. Да ги оставиме децата секако цел ден би биле на улица и дури нема да се приберат и за јадење, толку забораваат занесени во својата игра, но многу е битно со кого играат, што прават на улица. Не е доволно децата да го поминат времето само на улица или децата да го поминат времето затворени дома пред мобилните телефони. Вака генерално, кога зборуваме за квалитетно поминато време, тоа е време кое опфаќа повеќе активности. И време на улица, и време со семејството, време во кое децата се активни и анимирани, време во кое се што правате квалитетно во однос на нивниот раст и развој, во исто време и време во кое учат многу битни активности и вештини во текот на своето растење и развивање. Така да тука ќе издвам повеќе активности кои можат и родителите да ги искористат и да ги имаат во предвид за да може да го исполнат тоа време квалитетно, но исто така и за децата, и за помалите, и поголемите, но и тинејџерите исто така. Битно е да бидат активни. Физичката активност е многу битна за помалите, бидејќи самата физичка активност придонесува за развој на мозокот и развој на нови животни вештини кај децата. Друго што е битно летово да се изиграат децата. Беа до сега активирани со учењето и беа насочени на тоа да се завршат училишните активности. Доаѓа од школа и не им беше веднаш дозволено, нормално да излезат на улица, да се дружат со другарчињата, затоа што беше битно да се завршат училишните активности. Во тој случај, самото слободно време за нив беше ограничено. Сега родителите викаат тоа е многу слободно време за време на летото, бидејќи ние не сме на море и на одмор цело лето, 3 месеци, туку сме 10 дена или евентуално уште други 10 дена на некое друго место, ако си го испланираме така летниот одмор. Но во секој случај и слободното време носи своји придобивки, бидејќи децата тогаш можат да бидат многу покреативни и многу поиновативни ако ние им ја дадеме таа можност и се вклучиме во развивање на сите тие активности, односно и во овозможување на повеќе активности за нашите деца. Друго исто така што е многу битно е децата да се дружат. Убаво е однапред да си испланираат и да видат
нивните другарчиња кои се поблиски кога се на одмор за заеднички во исто време или можеби на исто место да се испланира тој летен одмор, да бидат во исто време за да можат другиот период нели да бидат заедно, затоа што нели сите ние знаеме и од детство дека не се дружиме со сите деца, ако не ни се тука другарчињата, како да немаме со кого да се дружиме. Но и тоа носи своји придобивки. Периодот кога нашите најблиски другарчија со кои се согласуваме, добра, ако не се тука, можеме децата да ги испратиме на поседок кај баба и дедо, каде што можат да научат многу други работи, например, ако баба и дедо се во село, можат да научат голем дел од селските активности, што се случува во село, на кој начин се живее во селската средина. Во село доаѓаат и други дечиња со кои можат да се запознаваат и да се дружат. Има едни други активности кои не се дел од градскиот живот, например, или животот во Скопје. Друга активност која исто така многу придонесува е да викнеме другарче на поседок кај нас или ние да го однесеме нашето дете на поседок неколку дена кај неговото блиско другарче. Тоа е едно прекрасно доживување за нив. Бидејќи имаат едно друго посебно време, цел ден поминато заедно. Ние тоа време треба да го организираме и да го осмислиме и ние возрастните да бидеме доста вклучени во организација на целиот тој ден. Друго исто така што е доста интересно е да имаат, например, точак денови на возење тротинет, денови на возење ролерки. Да, тие секој ден нели по улицата кружат, но спортска рекреација на некој начин. Но да им го анимираме тоа време, односно да например да направиме да ги однесеме на спортска патека, најнапред ние да ги поттикнеме дечињата, да ги однесеме на спортска патека, да им кажеме да се организираат одреден надпревар, да се анимираат децата во одреден период во тој еден час, да научат одредени вештини со точакот или не знам со тротинетот и заеднички да се дружат во отприлика тој еден час или 2 часа на таа велосипедска патека и да имаат одредени денови кога имаат и можеби надпреварувачки трки. Исто така времето поминато со родителите и семејството. Прошетка со тато на кеј, навечер, секоја вечер прошетка со тато на кеј. Не знам, одење на палачинки со мама. Прошетка на како да кажем, на пијалок, некој на сладолед со другарките. Други активности кои можам да ги одвојаме на базен со другарите. Еднаш или 2 пати во неделата можат да го искористат времето кога нели се во Скопје да бидат на базен со другарите, таму има и активности, но и дополнително и самите деца осмислуваат доста активности кои можат да ги поминат на базен со другарите. 2 пати неделно во природа. Тоа време е добро да се помине со семејството, но убаво е да се помине и кога повеќе семејства ќе се здружат со нели другарчињата на нашите деца и поминуваат време во природа, но тоа време во природа не е само да поминеме ние време во природа, туку да ја искористиме природата најдобро што можеме да определиме каде ќе одиме денес, каде ќе одиме следниот викенд, зошто одиме таму, што има таму, што може да се истражи, што може да се научи, зошто да го поминеме цел ден, кои се придобивките од природата. Значи да научат децата зошто е природата битна. Исто така тинеџерите на тој начин ги мотивираме, односно помладите кои можат веќе сами да одат во природа и да се организираат, ги мотивираме сами да се организираат и да ја посетуваат природата веднаш или на 2 недели заеднички, при тоа што ќе му кажеме дека можат да одат по тие патеки пеш, да понесат ранци и например горе кога ќе стигнат да си понесат одреден вид на пијалок или јадење, да ги мерат чекорите и зошто сето тоа е битно за сите нив.
Постојат летни кампови кои имаат доста спортска рекреација и спортски игри. Многу се добри, ептен придонесуваат за развојот на децата и траат минимум 10 дена и подолго, така да секој родител кој може и да му го овозможи тоа на детето е многу убаво да ги посетуваат и тие спортски кампови или па летни кампови на езеро кај нас или на некој место каде што не биле, многу деца не знаат за Пелистер, многу деца не знаат за езерото во Маврово каде што има доста кампери, например. Кампувањето исто така, тука ќе го споменам, тоа е исто време со родителите, каде што можат да ги научат што значи кампувањето и зошто е тоа битно и да поминат доста време заеднички со семејството. Планинарење е добро е да ги запишат на планинарење и ова е одличен период да научат доста активности, животни вештини во однос на се тоа. Потоа време поминато на улица, време на зидче, учење оние стари игри во кои ние како родители доста треба да бидеме вклучени, бидејќи се доста подзаборавени, доста придонесуваат и за физичкиот и за психичкиот развој кај нашите деца. Придонесуваат за креативност, иновативност, учење нови вештини. Така да сите тие игри треба и ние како родители да се приближиме до нашите деца и да ги поттикнеме и мотивираме да бидеме дел, да кажем, од нивните игри на улица, каде што можеме и доста повеќе да ги научиме, со тоа и се приближуваме многу поблиску и до нашите деца. Има едукативни школи, многу едукативни школи, има дневни центри, каде што децата, за оние родители на кои нема кој да им ги чува децата, особено деца од помала возраст, едукативни центри во кои можат да ги згрижат неколку часови во текот на денот, не знам, 5 до 10 часови. Не сум сигурна, има повеќе едукативни центри, има и едукативни школи за деца кои постојат од час, 2, 3 часа, во кои се учат одредени социјални вештини и вештини за развој на мозокот кај детето. Траат околу месец или некои можеби и 2 месеци и исто така и тие се доста добри за поминувањето на времето во овај летен распуст. Марија, пред да продолжите, пошто долг е списокот на активности кои што може да се прават и изборот кои што може да го имаат децата во текот на летниот распуст, ја само би прашала нешто кое што е поврзано и токму со едукативните школи или ако зборуваме за сето ова претходно активности кои што вклучуваат социјализација, дружење, кои што вклучуваат време поминато и со семејството и со одредени активности, при тоа тука во секој од нив одредени едукативни моменти. Дел од родителите можеби сметаат, има такви примери каде што тие сметаат дека во текот на летниот распуст или во тие слободни денови децата од време на време треба да седнат и да пишуваат нешто или да читаат нешто во текот на летото, нешто кое што да речеме во учебната година го правеле на училиште, со цел да колку толку се одржи тој континуитет, да не се излезе скроз од на навика на учење или тоа што значи сработување на задачата, за да може кога ќе дојде веќе време за почеток на новата следна година да бидат, да не им дојде тоа како некаков шок, да кажеме, после тој изминат период од скоро 3 месеци. Колку вие како психолог се согласувате со тоа и дали треба на некој начин да се инсистира за тоа кај децата, па ќе продолжиме со останатите уште неколку активности кои што може да се прават. Така, да, се согласувам, но до одреден процент, значи, како да кажем, по сите работи во животот, колку и да се битни, колку и да се небитни, потребно е да постои баланс. Многу е битно во овој период да им обрнеме внимание на децата дека сакаат да се одморат како прво од тие школски активности, но од друга страна нели да не ги запостават. Одморот за нив значи скроз да се тргнат од активностите, но можеме да направиме план и договор со нашите деца. Ако имаме нели и изградено добра доверба со нашите деца, и добар однос со нашите деца, сето тоа се гради од мали нозе. Ако сето тоа е во ред, ние можеме доста добар план и доста добра организација да направиме заеднички со нашите деца, во која во текот на летото ќе бидат вклучени
дел од училишните активности. Не е нормално да бидат претрупани, ова е период кога сакат да бидат изиграни децата, да се растеретат и да си ја потрошат онаа енергија која ја имаат во себе, што е многу битно и сето тоа нели да се направи, но од друга страна и да не се подзаборават училишните активности. Еве ќе одиме со ред во однос на возраста на децата, бидејќи не е исто во секоја возраст. Од најмала возраст, пример првачиња, второ, трето. Тоа се деца кога треба кога скоро почнале да учат континуитет и начин на учење, начин на разбирање дека учењето е битно и дека треба да се седи и да се учи. За тој континуитет, од прилика, колку што е можно во летниот распуст да се задржи, треба да се направи, да се седне после школа, еве што можам да одвојам и личен пример, што направивме, да се седне, да се направи план, кој дел од неделата ќе ни биде исполнет 15 на минути кај помалите дечиња или половина час кај поголемите дечиња со одредена активност која пред се во школа не ни била доволно таа година јасна, не сме ја совладале доволно, нели со разговор со учителките и нешто кое треба до одреден степен ете да го развиеме ова лето, го имаме ние пред нас, имаме многу време, полека ние заеднички можеме, но затоа 15 на минути можеме да седнеме во текот на неделата и да одвоиме време каде што ќе поработиме на таа активност. Потоа имаат лектири за читање. Лектирите по малите дечиња не можат да ги читаат, ние им ги читаме, добро е да се договориме однапред кое време ние ќе почнеме да ги читаме лектирите и на кој начин ќе ги читаме лектирите. Бидејќи веќе почнуваат да учат читање во првите оделенија, односно веќе и божем знаат во прво оделение. Добро е тоа да се прави полека, постапно, без вознемирување на детето, бидејќи постепено ние треба да го учиме и да му подпомогнеме и во тој процес на учење на читањето. Така да убаво е да се внесе еве во однос на лектирите, да се внесе и период на читање на лектирите заеднички со нашето дете, исто така да биде пократок период за да не му биде напорно, односно напорно. Знаете тоа не е напорно, но кога веќе ќе му споменеш учење, за детето знае да биде напорно. Битно да бидеме дел, го чувства како притисок, сака да се изигра, тоа му е битно во овој летен период, но затоа можеме да се договориме, тоа да е краток период, однапред договорени и да седнеме и да го изработиме толку колку што сме договорени за детето да не го доживее нели како притисок. Кај поголемите деца. Поголемите деца очекуваат нели ако вака, тогаш вака. Не е тоа добро, нели, со условување да се воспитуваат децата, но најчесто се така растени, така воспитувани се децата. И за да може да излезат, може да им се укаже нели одреден период да седнат. Но поголемите деца веќе во тинеџерство влезени, јуни-јули нема да допрат книга, но затоа ги обврзуваме, да кажам, до одреден степен дека во август е време кога мора да се ги прочитаат лектирите и мора да се обрне на сето тоа внимание да се совлада материјалот кој е битен за идната година. Од друга страна, кај помалите деца имаме доста предност што постојат едукативните школи и во едукативните школи доста се обрнува внимание на сето она кое сметаме, затоа што знаеме од прилика, што е недоволно совладано и во однос на самите работилници кои се работат како едукативни и за социјални вештини, и за емоционална интелигенција и така натаму и за други животни вештини, се внесува и мал дел од материјалот затоа што тие веќе пишуваат, читаат, препознаваат, прават споредби. Сето тоа е дел од учењето и сето она кое треба нели да го развијат и во училишните клупи во првите школски години. И самите едукативни школи носат доста предност во тоа поле. Постојат и други едукативни школи кои исто така низ игра и низ едукација го доближуваат тој материјал поблиску до децата и оној материјал кој следува во идното оделение исто така го доближуваат понапред за да може децата да останат во тек.
Исто така голем дел можеме и ние родителите, низ игрите и низ оние едукативни игри, доста голем дел да подпомогнеме сето тоа кое е било училишна активност да не се подзаборави, односно и да не се излезе од еден таков континуитет, затоа што ако бидеме доста креативни, можеме и во играње Монопол доста голем дел математика да внесеме, доста голем дел природни науки да внесеме. Ако навистина бидеме доста креативни, сето она што се иследиме што нашето дете учело и што е она во кое е послабо. Така да, треба да се работи на тоа поле, за да не се изостави, за да не му биде притисок и кога ќе почне во следното одделение, во следната учебна година. Да, тоа да биде со мерка и постепено. Со мерка и постепено, дефинитивно. И да се обрне внимание на, не да кажам желбите, туку потребата на самото дете да биде изиграно овај период. Да, во согласност со потребата. Марија, некако навистина летна времето за разговор и веќе треба да завршуваме сутринската тема, што ми е навистина жал, иако имав други прашања, имам уште едно, ако може во 10 секунди само со многу краток одговор, дали треба децата да се остават во возрастен период малку да се досадуваат, за да им се зголеми креативност и да им текне што треба да прават? Да, треба да се остават, затоа што децата најмногу креативност и иновативност изразуваат кога немаат што да прават. Не може секогаш да очекуваат оно што ќе им биде кажано, токму тоа да го прават, затоа што не секогаш па и ние успеваме преку тие активности да им укажеме на нашите деца што треба, што не треба или што е битно и што не е битно и што е интересно и што не е интересно. Многу често се раѓаат доста иновации баш преку тоа слободно, односно време кога им е досадно на нашите деца, па така да добро е да ги оставиме и сами да се изразуваат, а не постојано и да им наметнуваме одредени активности. Благодарам многу за гостувањето, за сите оние предлози кои што верувам се олеснување за родителите како и на кој начин да се помине летниот распуст, иако претпоставам голем дел од овие активности се вклучени, но добро е да се потсетиме на нешто, добро е да направиме план и организација и секогаш во договор со нашите деца како би поминале квалитетен летен распуст. Благодарам, Марија, за гостувањето. Се видиме, ќе се видиме во следна прилика со друга тема, еве и ќе надополниме со оглед на времето кое што ни е одредено од утринска тема, да повторно наскоро се видиме на некоја друга тема исто која што е поврзана со дечињата или немладите. Ви благодарам и вас и се надам дека на гледачите им доближивме барем дел од активностите, иако постојат уште многу активности, ако навистина се вложиме како родители. Ви благодарам. Така.